Поречиси 4-часовна дискусија заврши лидерската овдека во клубот на пратеници. Генералната оценка на присутните, односно на лидерите на политичките партии, кои што се одзваа на поканата на премиерот Мицковски, ја оценија како конструктивна. Премиерот Христијан Мицковски пак исто така посочи дека за дел од прашањата е постигнат некаков договор. Дополнително пак другите прашања ќе се пеглаат како на ниво на лидерски, така и на ниво на пратенички групи. Она за кое што е постигнато договор е дека техничката или позната пржинска влада треба да замине во историјата, иако како што посочи премиерот Мицковски не ја исклучува можноста и последниот изборен процес, односно следните избори да бидат организирани во еден таков формат, додека не се предомисли опозицијската СДСМ. Речиси на сличен став и БЕСА и коалицијскиот партнер знамно остануваат различните гледишта по однос на изборот на народен правобранител, но и измените во изборниот законник. Голем дел од отворените прашања се отворија. За делот, би рекол, за поголем дел од тие отворени прашања имаме исто мислење, имаме заеднички јазик. За дел нормално дека позициите ни се разликуваат. Ставот мој и ставот на владеното мнозинство е дека законите кои што се дел од реформската агенда, без разлика во која форма се, дали се во форма на закони или друг тип на процедури, а кои што имаат позитивно мислење, ако се закони од Венецијанската комисија или позитивно мислење од Канцеларијата на Европската комисија, дека ние треба да ги поддржуваме безусловно, бидејќи сите сме нели за членство во Европската унија. И тогаш не треба да се манипулира со балансерли, бадинтерли, било какви други услови. Треба да се најде можност за поголемо учество на гласање на диаспората, за тоа што цениме дека диаспората е важен чинител во економските движења во државата. Исто така се отворија теми околу изборните единици, но тука немаме ние појасен став дали е 1, 3, сегашните 6 или па има и предлози за 8, но тоа што е најважно дека како и да се одлучи, ако се одлучи за една изборна единица, ние сме за да имаме отворени листи. Во време кога пред нас стојат важни одлуки во интерес на државата, ваквиот пристап е показател дека институциите и политичките актери се подготвени да ја стават Македонија и граѓаните пред партиските калкулации. Лидерската средба ја гледаме како можно сите релевантни политички фактори да покажат зрелост, одговорност и вистинска грижа за иднината на Македонија. Во однос на законот за влада и прашањето за техничката влада, односно така наречената пржинска влада, ставот не знаме јасен, таа треба да биде укината. Како конструктивна средба ја оценија исто така и лидерите на опозицијските партии, односно Али Ахмети и Димитар Апасиев, кои што исто така се појавија на оваа средба. Сепак како што најави Ахмети, тој најави посебна и нова тет-а-тет средба со Христијан Мицковски, на која што дополнително би се разговарало за посензитивните теми, односно оние теми каде што треба да се даде поддршка двотретинско мнозинство и балансер во делот на измените во изборниот законник. Пак посочи дека нема никаков проблем за една изборна единица, но предлага праг од 5% и отворени листи. Додека пак Димитар Апасиев најави дека како заклучок од лидерската овдека произлегло дека ќе има нов изборен законник кој што ќе биде готов до средината на јуни. Сепак по однос на народниот правобранител, нивниот став, односно ставот на левица е дека тој треба да биде од ромска националност. Што дискутува. Исто така се дискутираше во однос на законот за народниот правобранител, прашање за кое што треба да се заземе став, да се реши овој процес, да се одвиваат дополнителни консултации помеѓу координаторите на пратенички прашања во врска со истото прашање. Друго прашање кое што беше дел од дискусиите денешни беше и прашањето за изборниот законник, за предлогот една изборна единица, предлог за кој што ние не сме против, меѓутоа ние сме за решението една изборна единица со минимален праг од 5% со отворени листи. Остатокот од прашањата за кои што и јас имав замислено да ги покренам во текот на денешната средба се одлучи, во однос на тие прашања се одлучи
дополнително да се договориме со господинот Христијан Мицовски, да се сретнеме и да дискутираме дополнително во иднина. Начално е договорено до крајот на пролетот, значи некаде јуни месец да се донесе нов изборен законник. Се дискутираше за модалитетите. Една изборна единица со или без изборен цензус, отворени или затворени листи и комуникацијата ќе продолжи на ниво на координатори на пратенички групи во собранието со некои од министрите во влада. Последната политичка тема беше омбудсманот, за кој што Левица за прв пат во историјата на независна Македонија предлага соломонско решение, а тоа е припадник на ромската заедница да биде избран за омбудсман, бидејќи сметаме дека се најдискриминирана заедница која нема никакви полуги на власта, ниту министри, ниту пратеници, еден градоначалник, ако не се лажам, и сметаме дека оваа уставна категорија треба да им припадне на ромската заедница. Како што и беше познато и како што се очекуваше, опозицијската СДСМ не го испратија својот лидер Венко Филипче, кој што пак за тоа информираше и претходната недела. Денеска дополнително само од Бихачка преку пресконференција уште еднаш го изнесо својот став и појаснување зошто не сакаат да дадат легитимитет на оваа лидерска средба. Нема ни збор за главните проблеми во државата. На власта и се брза да направи избори, затоа што пари нема, дупката во буџетот е огромна, а понатаму, исто така како што најавивме, ќе следи проектот Мигранти за пари. Предупредивме дека има огромна дупка во буџетот, недостасуваат околу 2 милиарди евра. Слободната волја на граѓаните, демократијата и фер избори не се прашања за политички пазар. ВМРО и ДУИ нека договараат што сакаат, нивната соработка на сите нас ни е многу добро позната. Ние договор можеме да правиме единствено со граѓаните. Од овде, од лидерската средба, дискусиите ќе се префрлат и во законодавниот дом, односно како што посочија лидерите на политичките партии на ниво на координатори на пратенички групи, иако не се исклучува можноста и за нови лидерски во текот на престојниот период.